Странските туристи се почесто се заинтересирани за посета на македонските села. Една таква идеја за развивање на ваков вид туризам денес е реалност во селото Оморани во општината Чашка. Иако не потекнуваат од ова село, туку од Скопје, сопружниците Георгиевски го одбрале токму Оморани за привлекување на ваквите туристи. Ја купиле старата куќа на сред село, ја реставрирале и адаптирале за престој на туристи, при тоа задржувајќи ја автентичната архитектура и белезите на некогашниот живот во неа. Се одлучиле за ова село со околу 80 постојани жители, токму поради автентичната архитектура, руралниот начин на живот и чистиот воздух. Катерина Георгиевска е идејниот творец на оваа идеја. Нејзината примарна професија е поврзана со животната средина и при нејзините службени патувања изборот паднал токму на Оморани. Пред се, таа е голем влюбеник во природата и традиционалниот начин на живот кој сега се дел од приказната со која ги привлекуваат туристите во оваа село, кое е скриено како во гнездо, на само 30 километри од Велес. По долги години интензивна работа во Скопје, кај мене се јави една потреба за почесто излегување од градот, да се престојува некаде во природа, но бидејќи сум човек што не може само да седи, а ништо да не работи, одлучив дека би било добро да се занимавам со селски туризам, односно туризам кој што по природа на нештата ќе се одвива во малку населени места, некаде во природата. Размислував врз основа на тоа што имаме во Македонија, какви услови имаме во Македонија, дека би било добро да се фокусирам на селскиот туризам. Иако пропатувала низ целата држава, неколку критериуми ја водале кон тоа токму Оморани да биде местото каде што ќе доаѓаат туристите и ќе може да го почувствуваат битот на автентичното македонско село. Јас подолги години патував низ цела Македонија, значи се движам низ многу општини, различни населени места, делови со прекрасна природа. Така што во сите тие мои прошетки наблюдував кои потенцијални села од Македонија би можеле да ги исполнуваат некои мои критериуми, каде што ќе можам да развивам таков селски туризам, односно да се купи соодветна куќа, една, две или три стари куќи, кои што се били изградени некогаш во стар традиционален македонски автентичен стил. Понатаму секако тука и други критериуми требаше да се гледаат, кои што се многу важни за развој на туризмот, особено на еден ваков вид на туризам, а тоа е селото да биде живо, населено, значи со луѓе, со активни луѓе кои што активно живеат, но од друга страна пак не премногу урбанизирано. Значи сепак луѓе кои што живеат на еден традиционален начин на живот. Од друга страна, потребно беше да се има една достапна сообраќајна инфраструктура. Ова село, значи до селото води убаво, добро асфалтиран пат и непосредно до селото се наоѓа и железничка станица. Така што 3 пати во денот поминуваат возови кои што патуваат кон Скопје и доаѓаат од Скопје. Самото место е оддалечено од Скопје на околу 85 километри или 1,5 час од прилика возење со автомобил. Толку е и со воз да се пристигне од централната станица во Скопје. Значи блиску е до аеродромот, бидејќи за ваков вид на туризам особено се заинтересирани туристите, посетителите од европските земји, од западноевропските земји. Понатаму други критериуми се секако што во селото и покрај тоа што е вака старо традиционално село, има изградено водовод, има електрична струја. Значи, тие некои основни услови беа погодени, да речам, за да ја донесам таа одлука. И општината има воведено до ова село, иако е многу мало, има воведено систем за собирање на отпад, што исто доста значајно за развојот на туризмот. Се работи за една многу чиста природа, еден недопрен крај, а тоа е она што секој љубител на алтернативен туризам, секој љубител на природата го посакува. Таа не сакала да гради нова куќа, туку да се преадаптира некоја стара куќа, која ќе го задржи битот и духот на минатото, но и амбиентот во самото село е она што е освоил. Штом ќе ги поминете карпестите ридови, кои што исто така доста ме привлекоа, бидејќи влегувате во една дива, непозната природа,
наеднаш пред мене се отвори селото. Она што ме привлече е што беше пролет и реката беше навистина надојдена со повеќе вода. Имаше еден вид на мали водопади. И самото течење на водата низ водопадите, отворањето на селото, на сликата во првиот момент е нешто што јас во тој момент си реков, вау, ова е тоа што го сакав. И само што ја видов куќата, кога ми ја покажа, куќата е тука на сред село, во центарот, црквата е до него, дава една посебна енергија на самиот простор. Знаев дека тука е она место кое што го сакам. Значи, нешто во срцето едноставно затреперува. И тогаш знаете дека е тоа, дека нема потреба да се бара нешто друго. Иако повеќето куќи во оваа село ги изело забот на времето и се во распаѓање, оваа куќа сепак била делумно зачувана. Но и покрај тоа, многу труд и посветеност било потребно за да биде она што е денес. Јас доаѓав тука со пријатели, значи за да ми ја представам мојата идеја. Повеќето од одговори што го добив како може од ова да се направи куќа, мислам, за туризам. Многу полесно е да се изгради нова, сруши оваа куќа, па ќе изградиш нова, многу полесно ќе биде и поевтино. Сега можеби се работи за една тврдоглавост, меѓутоа јас имав визија во мојата глава, едноставно видов една куќа која што треба да изгледа на точно одреден начин, да носи една сопствена приказна од претходните сопственици, од претходните жители, и сакав таа приказна да ја развијам, значи да ја реализирам. Долниот спрат каде што сега престојуваме се користел за чување во минатото за чување на домашни животни, амбар, огниште имало тука до кое што и сега седиме, ова е истото огниште кое што постоело и пред 80 години, каде што само се подготвувал ручекот, а во горните соби се живеело. Собиравме и стари материјали, значи се што беше најдено во куќата, стари керамиди, стари греди, стари предмети, сите тие беа зачувани, значи особено инсистирав на тоа ништо да не се фрла, ништо да не се пали, да не се користи за нешто друго. Најдовме доста стари интересни предмети, кои што потоа потрошивме многу време да ги исчистиме, да ги измиеме, да ги реставрираме, да ги излакираме, да ги обоиме, затоа го дадеме стариот сјај како што се користеле пред годините кога и се користеле. Од кога била готова куќата и адаптиран интериерот во духот на минатото, изработен од нив самите, било потребно и име кое ќе биде препознатливо за овој објект. Искрено да кажам, името не потекнува од нашето семејство. Моите колеги што се на моето професионално работно место излегоа со еден предлог и рекоа ние вашата куќа ќе ја викаме Ранчо и Ванчо на Ката. Јас сум Ката, мојот сопруг е Ванчо. Нив целото место кога дојдоа да го поседат како е реновирано, нели после 2 години интензивна градежна работа, рекоа пова прераснало во вистински ранч. Традиционалниот начин на живот е она што најчесто ги привлекува туристите да дојдат овде во Оморани. Но не е само тоа. Особено се фасцинирани од тоа што домашните животни ги има насекаде околу нас, во самото село, по ридовите околу селото. Че тоа е вистинска реткост, бидејќи во земјите членки на Европска унија, надвор од фармите, од точно определени места, не може да видите кози, овци, кокошки, кучиња, мачиња, значи сето тоа е некаде затворено. Овде го имаме во изобилство на сите страни, во самото село и околу него. Сите можни домашни животни се присутни. Самите прошетки во природа, која што не е оптоварена од никакви дополнителни инфраструктурни објекти. Значи, буквално нема ништо во околината, како што се големи хотели, нема никакви стопански субјекти. Значи, само нашето и други села на кои што ќе најдат традиционален начин на живот, полиња со тутун, бидејќи тука локалното население претежно се занимава со одгледување на тутун. И тоа е она што тие сакаат да го гледаат, да го доживеат. Немаме бучава, значи се добива еден многу мирен и се поминува денот во една тивка и мирна идила, селска идила. Немаме сообраќај, автомобили, интензивен сообраќај како што е тоа во другите земји во Западна Европа. Така да тоа е она што тие го бараат. Например,
некои од гостите ми имаат спомнато дека поминале во објекти кои што нудат селски туризам во Хрватска, во Словенија, меѓутоа и тоа не е тоа. Значи сепак и таму веќе економскиот развој е доста интензивен. Она што ние тука го нудиме и што може да се види е буквално традиционалниот начин на живот како што се живеело пред некои 70, 80, 100 години. И тоа е она што им е интересно. Она што можеме да покажеме е приказната за тутунот. Има многу добри услови за изведување на планинарски спортови и алпинизам. Во непосредна близина под врвот Солунска глава се наоѓаат и познатите извори на Бабуна. Сега тие за нас тука се познати, можеби не се толку промовирани, но нема изградено, нема маркирано соодветна планинарска патека, така да за оние кои што се љубители на адреналински туризам, ако може да кажеме, тоа е навистина добро место за посета. Мештаните на Оморани на почетокот се чуделе на градските дојденци, но набарго се спријателиле и помогнале во изградбата на куќата, но и во нејзиниот понатамошен живот. Денес тие се значаен дел од приказната на Ката и Ванчо. Не веруваа премногу во приказната на селскиот туризам, меѓутоа мислам дека како што куќата веќе се изгради, како што почнаа да доаѓаат и првите гости, ние исто така се зближивме со соседите, тие што се тука во нашата непосредна околина и веќе доста добро и комуницираме, се посетуваме едни со други, се почитуваме и веќе почнаа да ги прифаќаат и секако и гостите кои што доаѓаат кај нас. Тоа особено се гледа и по фактот што ние нудиме и секако продажба на локално произведена храна, а која што пак туристите особено ја сакаат и ја ценат. Така што се она што се произведува од самите жители на селото, ние го нудиме за продажба или од тие продукти ја го правиме појадокот или вечерата за гостите. И гостите се презадоволни, а нашите соседи почнаа да сваќаат дека може да имаат и можеби мал, но сепак дополнителен приход од сопственото производство на храна. Нивниот прв сосед, 87 годишниот Александар Ордевски, е пресреќен за новите соседи. Се сеќава на времењата кога селото било живо и со повеќе луѓе. Сега со новите комши овдека Ванчо и Катерина, многу сум радосен, многу сум весел. Од тие добри луѓе такви ми дојдоа комши, од тие многу ретко комши се погаѓаат. Порано беше село многу живо, 700 члена имаше овдека. Имаше 120 куќи и сите тие по 7 члена беа нагоре, тока 8. Тако беше времето тогај, се занимаваа со совчарство, со земјоделие и таква им беше природата. Сопружниците Георгиевски веќе имаат купено уште една куќа во истото село, како и плац, така што нивната иднина дефинитивно е насочена кон Оморани. Ние сме разговарале со сопругот дека во истиот тој момент кога нашите деца ќе можат сами да се грижат за себе си, дека ние ќе си дојдеме тука и ќе си живееме тука. И знаеме дека тука кога ќе дојдеме за викенд или за некој подолг викенд кога има празници, кога се враќаме во Скопје, ни е малку чудно самото враќање дома, како да сме дошле во некоја голема урбана средина, значи едноставно човек овде и 2-3 дена да ги помине се заборава. Мисли дека навистина отишол на некоја сосема друго место. Целосно се одмараме, целосно душата се одмора тука. Гостопримството во оваа куќа го почувствувавме и ние. Барем на кратко, бевме дел од секојдневието на туристите овде. За 7 дена ве водиме кај некои други луѓе на некое друго место.